Неспособноста на владата на Заев и СДС доведува до откажување на странските инвестиции и селење на капиталот. 3 месеци се на власт, а резултат кај странските инвестиции е огромна нула. Освен тоа што нема нови и постојаните се пред одлука на затварање на капацитетите. На Македонија следи опасност од второ транзицијско затварање на фабриките. Владата на Заев во наследство добива 60 странски компании кои со владата на ВМРО беа во сериозни преговори и потенцијални 25.000 нови работни места. Наместо да продолжат со трендот на носење инвестиции, тие се откажуваат. Следува вистинска катастрофа на тој план. Таа неспособност се гледа и низ повеќе работи. Прво, странските инвестиции ги водат наместо стручни кадри, луѓе припадници на шарената револуција, партиски војници и неквалификувани кадри. На местото на Веле Самак, дипломец од Јел и кој дојде од Microsoft, се постави Рами Смерко од Струга. На местото на Бил Павлевски од Hewlett Packard од Бостон се постави Самка Ибримовски. На местото на Горан Мицковски, кој дојде од Лондон како соработник на Credit Suisse, се назначи Зорица Апостоловска од Управниот одбор на Агенција за пензијски фондови на Република Македонија. На местото на Джери Наумов од Чикаго дојде Зоран Шапорич. Виктор Мизо, кој заврши на Харвард, кој дојде од Мекензи, Магна и General Electric, и кој неодамна замена од позицијата директор на ТИРС, го замени Александар Младеновски, активист на шарената револуција и активист на невладина организација. Второ, владата ги повлече сите 33 инвестицијски промотери од Европа, Америка и Азија, прегласувајќи ги за непотребни и за трошок. Целосната структура е изгубена. Трето, се најави и постепено зголемување на даноците. Поголемите даноци ќе бидат огромен товар на домашното стопанство, но и кај странските компании. Четврто, зад непријателската клима која се гради спрема странските инвеститори, многу веројатно дека стои бизнис интересот на добашни локални мокници и олигарси блиски до СДС. Пето, објавувањето на договорите со странските компании значи и објавување на сите деловни тајни, пракси и знаења. Во договорите за државната помош се е опфатен целиот деловен потфат. Поголемиот дел од инвеститорите во Македонија се мултинационални компании кои котираат на меѓународни берзи и не дозволив ваквиот однос од страна на владата кој може да предизвика сериозни меѓународни судски спорови. Фискалните импликации не се тајна и досега беа мониторирани од неколку независни тела во Република Македонија, како и директно од Европската унија. Не се работи само за неспособност, туку и за намера. Бркањето на инвеститорите и затварањето на погоните ја намалуваат цената на пазарот на трудот. Тоа ќе ги намали платите, а тоа значи и повеќе профит за бизнис олигарсите на СДС. Ќе останат многу луѓе без работа поради неспособната влада на СДС.